Советнички прашања треба еднаш на 2 месеци и се организира на 2 месеци председателот. Редовно ги викаше, значи тој идеше вака, он ќе ја праша градоначалничката, а сите сме врзани на WhatsApp, кога ви одговара во следните 2 недели да имате, кажете датум. Она нема да му одговори, еднаш само му одговори во сабота во 19 часот. Значи, она си играше со нив, ама испаѓа и со нас. И он ќе ги закаже советничките прашања, ќе се собереме, значи рачунете дека тука 45 луѓе напуштаат работа, трошат бензин. Сите директори на јавни предпријатија, сите директори на училишта, тоа се околу 50 души, 32 се само школите, новинари и ќе седнеме и се јави координаторот од ВМРО, градоначалничката не е тука, без градоначалничка ние не држиме советнички. Пауза од пола сат да се пронајде. Нема да се пронајде, после ќе излезе СДСМ координаторот ќе рече и ние нема да учествуваме и си одиме. И така се повтори едно 15 пати. Значи се трошат едно 15.000 евра за да се собира советнички прашања. Да после ни текна да советничките прашања ги правиме кога има редовна седница, пишуваат редовната седница ќе почне кој ќе завршат советничките прашања. Тој пола сат ја чекаме, а бара нема да дојде и после почнуваме со редовна седница. Значи тоа е лудост. Тоа беше со советничките прашања.